Денешниот ден го одбележуваат македонските воздухопловци за создавањето на македонското воздухопловство, за развивањето и за иднината. Денеска со Роберт Малезански, тој е воен пилот во пензија. Со него разговараме повеќе на оваа тема. Добро утро официјално. Добро утро, Јована. Како сте, добри на денешен ден? Да, прекрасно се чувствувам. За вас значаен денот, за мене е значаен ден од крајот на школската година, така што се најдовме. Да. Се најдовме горе-долу. Ке зборуваме на ваша тема. Ајде, кога ќе се спомене во пресрет на денот, кога ќе се спомени, веќе го очекувате, верувам дека изминатите денови, кога и се подготвува можеби денот како ќе се прослави, и вие и вашите колеги се навраќате низ времето, па што за вас лично значи денот на македонското воздухопловство? За мене лично, значи, традицијата која што ја прославуваме на денешен ден, всушност започна на 10 јуни 1992 година. На тој ден за прв пат во македонското независно небо, да кажеме, изведен првиот лет со македонски воздухоплов со македонски екипаж. Ке се навратаме на 2 месеци порано, кога на 10 април 1992 година тогашниот врховен командант господинот Киро Глигоров потпиша одлука за формирање на воено воздухопловство и противвоздушна одбрана во составот на армијата на Република Македонија. Секако почетоците беа тешки затоа што тогашната Југословенска народна армија се повлекуваше, се иззема се со себе. Меѓутоа, денешната традиција, денешниот ден што го прославуваме, всушност тој прв лет на првата македонски екипаж со македонски воздухоплов во македонското независно небо. Колку секој што е во професијата е значајно да ги знае почетоците, за можеби да ја свати важноста повеќе на професијата и на тоа што го наследил? Секако една од, да кажам, основните теми или предмети кои што им се предаваат на младите колеги кои ќе дојдат кај нас е историја и развој воопшто на воздухопловството, од почетоците, од браќата Рајт и така натаму, па до денешниве денови, односно денешниве истории како е започнато со македонското воено воздухопловство, така да во принцип да, сите ги знаат овие работи, овие денови. А како за вас започна кариерата во македонското воздухопловство? Како дојде желбата, идејата? Како одеше тој процес? Значи, за нас постарите колеги, например, повозрастните ќе ве молам. Повозрастните, да. Процесот беше различен. Јас, например, дамнешната 1986 година конкурирав и бев примен во тогашната воздухопловна воена гимназија во Мостар. Така да, значи, сите кои што во тоа време има желба да бидат воени пилоти, треба да го поминат тој процес. 4 години таму. Добро. Потоа следеше селекција. Во делот на тие 4 години имаше падобрански обуки, летање со ядрилица, селекции на воздухоплови. Потоа едукацијата продолжуваше на воздухопловна воена академија во Задар. До сега колку избрав? 6 години? 4. А така, а овие гимназија 4 години. Овие натаму? Потоа воздухопловна академија уште 4 години, каде што нормално сите математика, физика и така натаму, летање на млазни авиони и дипломирање, завршување. И се на се? 8. Дополнително обуки. Дополнителните обуки, едукации, значи се клучни и за војните и за цивилните пилоти, затоа што едно од принципите на обуката е континуитет. Затоа што воздухопловната техника е една од најбрзо растечките кои што се развиваат, мотори, конструкции и така натаму. Така да, постојана едукација на секои 2 до 3 години пилотите би требало и се испраќаат на дополнителна едукација. Например, јас работите да се менуваат, сакате да кажете? Во техниката... Може модерната технологија го наложува тоа? Така е, да, техниката секој ден дојде напред. Инструментите на воздухопловот, конструкцијата, моторите и така натаму се менуваат. Така да, од една страна едукацијата професионална за занаетот кој што го работиме, од друга страна едукација во делот на употребата и методите на употреба на техниката со која што располагаме, затоа што гледате дека и тактиката се менува и во војните дејства, например, па и во употребата на воздухопловите во цивилни намени. Да, ако
процесот на образование никогаш бил така, се променија нештата? Да, значи во Македонија се променети нештата, на пример од 2010 година се отвори центарот за обука на пилоти во склоп на воздухопловната бригада на Петровец, каде што да кажеме се прима, односно конкурсите кои што се распишува беа за завршени со дипломирани кандидати кои што имаа завршен факултет и кои што минуваа потоа низ една селекција, медицинска селекција, селекција во воздух и потоа продолжува, успешните кандидати продолжуваа со обука на воздухоплови. Обуката траеше 18 месеци, основната обука, и потоа беа распоредувани во единиците на војното воздухопловство, каде што завршува дополнителна обука на соодветниот воздухоплов со кое што е вооружена единицата, да кажам. Целото образование кога ќе го поминеш, кога стануваш свесен, веројатно кога ќе си горе, кога прв пат ќе летнеш горе, веројатно можеби и сам. Да. Да, и веројатно тоа е чувство кое што ви беше просветлување за професијата која што сте ја избрали. Секако, значи, и јас лично, кога минував низ процесот на обука, и младите колеги кои што сум ги обучувал, на пример, во разговорите секако нели се прават мотивациони разговори и така натаму. Да. Значи, тој момент на самостално летање или лаширање, како што го велиме ние, е еден дел на, како да кажам, како јас сега тука која доаѓав со некоја трема пред да се случи, страв малку, така треба да има и така натаму, меѓутоа се една голема... Тоа е позитивен адреналин. Да, позитивен адреналин, меѓутоа е со една голема радост и освежување и само доверба на крај, од која ќе се заврши успешно самосталниот лет. Колку треба да споменавте мотивацијски говори, разговори меѓу вас, колку треба да си психолошки подготвени, спремени, колку се работи на истото во текот на образованието, обуката? Така. Во делот на и во гимназијата и на воздухопловната академија, значи имавме предмет психологија, кој што не беше насочен конкретно кон работа со луѓе, меѓутоа сепак ги отвараше прозорците за тоа како се работи со млади луѓе и така натаму. А делот од војните пилоти кои стануваат наставници по летање пак завршуваат еден малку поширок курс или едукација за психологија и методи како се работи со луѓе, како се мотивираат, како да им се не знам, разбие стравот, тремата и така натаму, како да се приближи занаетот кон нивните желби и можности. Добро, зборувавме за почетоците на македонското воздухопловство. Како се развиваше? Како е сега? Ако се навратите наназад? Да. Значи, како што споменав, и пак повозрастните луѓе го памтат, да кажам, периодот на заминување на тогашната Југословенска народна армија. Инаку во аеродромот Петровец имаше 3 ескадрили со околу 35-40 авиони, 80 хеликоптери и така натаму. Сето тоа во април месец 92 беше однесено од тука до столчињата, до бюроата и така натаму од канцелариите. Со помош на тогашен палер, колку што се сеќавам, аеродромската служба и така натаму, нешто беше прикрпено за да се сместат луѓето кои што беа тука веќе. Имаше, мислам, околу 45 пилоти во таа тогашна авиацијска бригада. Со една одлична соработка во тоа време со Воздухопловниот сојуз на Република Македонија беа обезбедени 4 авиони кои што служеа за основна обука, затоа што, како да кажам, за пилотите ако немаат континуирана обука, тогаш вештините и искуствата се губат. Сакате да кажете, професијата си бара секојдневен тренинг. Секојдневен тренинг, континуитет во обуката, тоа е еден од основните принципи на обуката. Така да, основно, и на 10 јуни, нели, 92 започна првиот лет, обуката се продолжи. 94 година се набавени 4 транспортни хеликоптери Ми-17, кои што и денес имаме некоја во употреба. 96 година се набавени 4 авиони за обука Злин 242, од кои што и денес се исто така во составот на авиацијската бригада. Она што е интересно да се напомене дека во тоа време се работи за скап занает, скап спорт, секако армијата и особено воздухопловството се скапи работи. Една од причините за набавката на воздухопловите во тоа време беа несреќите, воздухопловните несреќи во 93 година со Палер, Македонија и со Олимпис, ако се сеќавам добро, каде што се утврди дека Републиката нема средства за евакуација и медицинско спасување
на повредени, брзо да се действува и така натаму. Значи во тоа време немаше никакви воздухоплови. Така да една од причините зошто се набавени тие воздухоплови тогаш е и оваа да се има некаква опрема, некаква техника која што може да врши спасување на луѓе. Шумските пожари беа дополнителен и се уште се предизвик, се уште се, да. Сега се можеби еден поинаков предизвик пак во делот на кадар. Споминавте, ако некогаш имало 40 и колку пилоти, како е денеска? Не би ги коментирал, бидејќи се службени, како да кажам, класифицирани податоци, многу помалку се. Многу помалку, добро, да. И она што го знам и што е критично, можеби е дека конкурс со години не е распишан за нови воени пилоти, а тоа е основниот начин како да се здобиеме со нови пилоти. Нема, како да кажам, не може да сметаме дека од страна некоја друга организација ќе ги донесе. И можеби што е најважно, додека се активни, луѓето кои што го имаат искуството, треба тие да обучат, споминавте, сте обучувале, треба тие да обучат и да пренесат знаење на младиот кадар. Кога сме кај младиот кадар, станува збор за навистина една професија која што целокупното образование навистина чини многу. Се издвојува, верувам дека многу од семејниот буџет, се жртвува многу и тие дополнителни обуки и сертификати кои што се необходни. Верувате ли дека една од главните причини за заинтересираност на младите кон професијата? За заинтересираност можеби не, бидејќи ова се предизвици и тешки работи кои што си ги носи. Еден млад човек во оваа држава треба да ги издвои, да ги жртвува, да кажам. Можеби секако се предизвици. Следен предизвик е затоа што веројатно не се сигурни во иднината што ќе имаат доколку ги вложат тие средства и тие, да кажам, своји жртви лични. Затоа што немаме национална авиокомпанија се уште и така натаму. Тие луѓе што ги знам и од цивилството и од државните институции кои што да кажам инвестирале во својата едукација, вообичаено заминуваат да летаат во моментални надворешни визер и така натаму. Тоа го гледам и со младите пилоти наши, колку се тројца, четворица кои што веќе имаат се млади деца. Повеќе се, да. Еве за толку јас знам, кои што веќе имаат направено договори и кои што договори се ги врзуваат неколку години. Така, мислам неколку години не е тоа мала бројка, малку поголема. Така. Ни ги земаат децата и од вашата професија. Значи мистекот на годините од страна на воздухопловната бригада и институциите истекувале многу предлози како ситуацијата се подобри. Една од работите беше со отварање на тој центар за обука на пилоти, каде што имаше до 200 до 300 кандидати во година кои што имаа желба да завршат таква обука и така натаму. Во моментов постои потреба за пилоти во државните институции кои што може да се задоволат, меѓутоа тоа не е магично стапче па да кажеме од утре еве ви ги луѓето. Треба еден процес да се помине на прво на распишување на конкурси, на обезбедување на соодветни услови, потоа кандидатите да поминат низ медицинска селекција на обука во воздух и самата обука за тие воздухоплови која што би траела, не знам, година, 2 години, така натаму, за да се... Во го спомнувате тоа, можеби на овој ден, или не само на овој ден, треба малку погласно да зборуваме, од причини што, еве ги пожарите, можеби, сакам да кажам летниот период е кога, ги очекуваме, можеби треба малку погласно да се зборува за професијата, пилот кој што е обучен да гаси пожар, станавме свесни, чинам цело општество, од кога гласно зборувавме дека немаме пилоти. Така, да. И можеби некако сакам да ви кажам во правец на тоа дека треба малку повеќе да се исфаворизира професијата и да се зборува малку повеќе за истата. Можеби ќе стигне побрзо и до помладата генерација на таа заинтересираност и така натаму. Имам неколку работи, неколку правци во кои што треба да се развива. Ги спомнавте пожарите, но еве на пример во изминатите 2 дена имавме 2 успешни акции каде што се спасени 2 човечки животи. Да, еве на Јабланица, чинам дека беше вчера, да. И на Шар планина во неделата. Да. Значи, чини обуката на пилот чини, набавката на техника чини, меѓутоа кога ќе се спореди тоа чинење со
не знам, 1 хектар човечки на шума живот, или да. се човечки живот спасен, како да ви кажам, не се споредува. Не се споредува, Не така. се споредува, никако не може да се спореди. Добро, се надевам дека особено кога го раскажувате искуството и особено кога ќе се соберете еве денеска можност да се видите и кога ќе се навраќате низ времето, ќе споделувате ситуации, случки, дека е моментот кога погласно се пушта гласот до младите и дека таа заинтересираност ќе расте повеќе. Има ли некоја случка, нешто што на денешен ден ве навраќа, може би убава, може би не убава. Сека професија си носи нешто. Јас да земам да ви раскажам од нашата професија секојдневно имаме, верувам и вие. Да, значи како и за сите пилоти, првиот самостален лет на млазен авион, например, беше на 2 јули 1992 година во Подгорица сегашна, на авионот Г2, тоа го паметам и ден денес. Многу е убаво кога се гледа млазен авион од долу. Не знам какво е чувството вие од горе, ама од долу многу убаво изгледа. Убаво чувство, да. Потоа можеби разноразни откази и дефекти кои што сум ги имал во летот, меѓутоа кои што за среќа се завршиле среќно и успешно и така натаму. Потоа еве за разни колеги, например, вакви акции на спасување на животи, на успешно гасење на пожар некогаш и така натаму се работи кои што на денешен ден после свеченоста се раскажуваат, се евоцираат спомени така натаму. За колеги кои што не се веќе со нас, например, кои што сме ги сакали, сме ги почитували така. И кои што се значени за развојот на македонското воздухопловство. Може да ја покажете книгата? Јас се изненадив за навистина за оваа книга, позитивно се изненадив. Навистина една значајна колегија, ако можеме да така. Сага за македонските воени пилоти. Се изненадив позитивно, затоа кому му текнало да направи нешто волку добро и да го остави во нашата историја. А искрено верувам дека вакво нешто многу по-брзо стигнува до сите доколку се испромовира повеќе. И штета што не била таква можноста. Конкретно, но еве, можност и прилика. Господин Ставре Джиков и Киро Кипровски направиле напор ова издадено 2017 година и тука се поместени, да кажеме, сите, нема да кажам позначени туку, луѓето можеби испуштиле некого, меѓутоа направиле напор повеќето од војните пилоти да ги дури повозрасните многу во минатата држава, да кажам, да ги стават тука со нивна биографија, со развојот на воздухопловството, тоа што ме прашувавте, например, нели пред 3-2 години имаше аеромитинг голем на Стенковец, каде што 100 години од основањето на аероклубот Скопје. Да, наша екипа беше таму и тогаш направивме навистина еден документарец убав. Како што доликува да се одбележи таков значаен јубилеј. Она што го спомнав на почетокот, што исто битно и за еднината, можеби бидејќи во моментов ситуацијата не е баш сјајна, ако тогаш од 92-3 година имало и извонредна соработка помеѓу, да кажем, државните институции и Воздухопловниот сојуз, кои што сега се не е како таков, туку има неколку спортски аероклубови кои што располагаат со воздухоплови, а например немаат доволно кандидати за обука и така натаму, а државните институции пак кубурат, односно нема доволно пилоти или па техника исправна за да одржуваат тренажа во континуитет и така натаму. Секако дека е битно и интересно како идеја да се види повторна соработка каде што на некаква основа би соработувале државните институции со аероклубовите кои што имаат воздухоплови. Аероклубовите во моментов можат за помало чинење да вршат, да кажеме, противпожарно извидување во летниот период. Бидејќи нивните авиони трошат многу помалку гориво, да кажеме. Исто така можат да вршат контрола на патничкиот сообраќај на автопатиштата, во смисол, нели се случувала нека сообраќајна несреќа која што не може да се види веднаш. Со авион тоа се гледа многу едноставно. Така да може да бидат вклучени во да кажам националниот систем на заштита некаква и така натаму. Убаво што го споменавте, ти сега нели се изготвува стратегија за општо за заштита, за спасување, за заштита, така што
Ова се сегментите кои што би требало да влезат во Така е, истото. Моменти кога експертската фела треба малку повеќе да се слушне, еве ги тие. Благодарам што одвоивте време. Благодарам што бевте тука и ќе ве прашам дали денеска ќе летнете. Не, денес нема да летам. Да, нели? добро. Денес нема да летам, Денес меѓутоа ќе уживам, но ќе уживам од тука заминувам на Петровец на прославата и за крај би сакал само да кажам дека во денешно време на технолошки развој без авиација нема нација. Тоа е нешто што го имам кажувано и порано како командант. една многу бава парола Да. која треба така да остане, така ќе го завршиме разговорот. Благодарам. Благодарам и на вас.